Понеделник, вашето отворено студио, почнувајќи од 14 часот до 23 часот, со мене Владко Чаловски и мојата колешка Јана Јосиповска. А за денеска, како што можете да погледнете, ова студио ќе го почнеме и со нашата колешка Искра Петчевска, но со ред. Пред да почнеме разговор со Искра, која што денеска следеше седмицата на ДИК, најпрво најавите од колешката Јана. Така е, добар ден, почитувани и од мене. Денеска, како што спомени колегата Чаловски, го стартуваме овој прв блок со нашата колешка Искра Опечевска, која што накратко ќе ни раскаже околу денешната седница на Државната изборна комисија, а поводот одржување на воднередни локални избори по однос на новонастанатите ситуации во некои од општините, меѓутоа затоа подолу. Потоа ќе погледнеме еден извадок од петочното отворено студио 1 со колешката Јадренка Кустова, каде што гостин беше пратеникот мој подпредседател на законодавниот дом Горан Мисовски околу сите актуелни настани и случувања поврзани со функционирањето на собранието. И секако како за окружување на овој прв блок ќе го имам исто така во студиото колегата Славчо Пудовски, кој што ќе не информира за временската ситуација во текот на целата недела. 14 часот и 30 минути време резервирано за вестите на 1 ТВ и колегата Александар Петрески. Јас и Владко Чаловски се враќаме повторно назад во 15 часот и 20 минути. Ќе ни гостува Јован Сталевски, млад предприемач, а секако еден од обучувачите на непрофитната организација ЦЕФЕ, која што главната цел е да се обучуваат што повеќе млади лица за предприемништво, односно оние така наречени стартап бизниси, па ќе ги отвориме и телефонските линии. Ова ќе биде една добра можност за сите оние заинтересирани малку подетално да се запознаат како може да аплицираат и да добијат соодветна обука. 15 часот и 40 минути време за колегата Дејан Андоновиќ, кој што тука во студиото со нас ќе проанализира за актуелните светски настани и случувања. Повторно сме назад во 17 часот. Денеска светски ден кој се одбележува за борбата против туберкулозата, меѓутоа и за лицата со церебрална парализа. Ке ни гостуваат и мајки, односно родители на вакви деца, меѓутоа секако ќе имаме Искра Донева, која што е лице со церебрална парализа и директно ќе ни ја пренесе нејзината животна приказна, меѓутоа имаме главното каква е свеста во нашето општество и како се справуваме со лицата со попреченост. 17 часот и 30 минути стартува забавниот дел. Добро ви е познато, возење со Вучиќ. Па ги имаме нашите ексклузивци Стефан и Нина со интересните нивни содржини и гости и секако Сергеј Варочлија со неговите модни совети и критики до вас. 19 часот и 20 минути. Гостин, односно се извинувам, домаќин на отвореното студио 1, колегата Сашо Ордановски, а гостин првата главната антикорупционерка, председателката Билјана Ивановска. Главната тема ќе биде како во моментов функционира антикорупцијската комисија. 20 часот централен дневник на НТВ. Колегите Елена Джугуманова и Сашо Ордановски со најновите информации и секако гостин ќе биде Митко Билјановски, новинар. Меѓутоа ќе имаме и линковско вклучување од Александар Палас, каде што ќе имаме на линк новинарите Снежана Лупевска и нашиот главен одговорен уредник Ацо Кабанов. Веќе 21 часот започнува манифестацијата Стори наградите. Директно од Александар Паловски имате прилика во живо се до полноќ да ги следите сите случувања наградите и секако сите интересни гости и моменти од доделувањето на Стори наградите и веќе потоа се заокружува отворено студио со вестите на Елен ТВ. Но за Искра, подготвена Искра денеска ја следеше седницата како што најави Јана на Државната изборна комисија, каде што еден вид вонредни избори има во 3 општини. Да. Многу се дебар се општините каде што заедно со председателските избори годинава ќе има и вонредни локални избори со началници на поради оставка на Стојчев. Веќе порадеше веќе беше осуден просилно за порадеше вакцинација.
изречение или ждрепка, како што популарно го нарекуваме, редоследот како имињата на кандидатите за градоначалници ќе бидат поставени на избирачкото лище. Имено, под број 1 ќе биде Демократската унија за интеграција. Кандидатите за градоначалници на Алијанса на албанците. Потоа ќе биде Стефче Стевоски, тоа е кандидат на ново формирана партија Демократи од Охрид. Потоа ќе биде Граѓанската демократска унија, па ВМРО, ДПМН, БЕСА и на крај Социјалдемократскиот сојуз. Така си ги извлекува бројките, така ќе бидат и сите кандидати за градоначалници. Јас на брзина сега ќе неколку интересни информации за сите кандидати. Вообичаено се научивме веќе дека најчесто доктори, бизнисмени се постават дали за пратеници, дали кандидати за градоначалници и градоначалници. Па така на овие избори во овие три општини најмногу ќе има доктори пак и бизнисмени. Она што е уште така интересно е што Социјалдемократскиот сојуз во две општини ќе се надпреварва заедно со ВМРО, ДПМН во Охрид има Ново село, БЕСА со еден свој кандидат за градоначалник во Охрид, Демократската унија за интеграција со еден кандидат во Дебар и Алијанса за албанците исто така со еден кандидат во општина Дебар. Она што е исто така интересно е, например, дека кандидатите за градоначалници годинава се добро познати, да речеме, Константин Георгиевски од СДСМ, сега заменик градоначалник во овој момент ја извршува таа функција, е доктор, заменик градоначалник е со оглед на законските прописи во случај на смрт на градоначалник, како што се случаи се извинува во Охрид. Исто така, заменик градоначалник во овој момент, а ќе се бори во трката за градоначалник е и Хекурен Дука од Демократската унија за интеграција, ќе се надпреварва во општина Дебар да биде градоначалник, а неговиот против кандидат од Алијанса за албанците Арбен Агори, исто двајцата си како доктори, во 2017 година пак учествуваше на редовните локални избори, меѓутоа за многу тесна разлика изгубет тогаш победникот Руждилјата, кој за жал исто така минатата година почина проба среќа. Да, сега ќе се проба среќата. Имам уште еден добро познат искусен велам политичар, тоа е Никола Амдонов од Социјалдемократскиот сојуз од општина Ново село. Тој има функцијата извршуваше веќе во еден мандат од 2005 до 2009 година. Другите се помалку или повеќе во локалните средини секако познати луѓе. Она што е ново, ве кажав, има ново формирана партија Демократи, која што застанува за Стефче Стевоски, кој ќе се трка за градоначалничката функција во Охрид. Тоа се некои интересни вака детали, инаку председателот на Државната изборна комисија се разбира повторно апелираше до сите чинители, кога се вели сите чинители се мисли и на партиите, на ревладиниот сектор, на медиумите, на самата Државна изборна комисија, овие избори да дадеме се од себе, сите во својот домен, да бидат фер демократски, бидејќи многу нешта ќе зависат на патот кон Европа од овие избори. Отприлика тој е техничкиот дел, но она што мене ми се чини за издвојување, а е особено важно, речиси да не се зборува, всушност и прв пат се случува во Македонија, е тоа што за прв пат годинава во Македонија ќе гласат старите луѓе. Може би звучи навидно многу чудна информацијата, меѓутоа е вистината. Старите лица кои според информациите на Државната изборна комисија се над 2000 се наоѓаат во домовите за стари изнемоштени лица, досега имале право на глас, меѓутоа немале како да го остварат. Значи ова е еден, како што спомена, интересен новитет, беше соопштен денес. Да, ќе има тоа е пилот само на старите што се наоѓаат во домовите за стари лица во Македонија. Ќе биде пилот проект, за жал можностите и времето е толку, ќе биде за сега во два дома во Скопје, ние веќе контактиравме со еден од нив, утре ќе бидеме гости, тие наши домакини, па ќе имаме за што да зборуваме, се разбира. И она што е исто така нова, што досега прв пат ќе се случува во Македонија, е тоа што секоја седмица на Државната изборна комисија, но и во текот на изборниот процес, глувите луѓе ќе имаат можност да го остварат исто своето право на глас, да бидат информирани, за разлика од досега, бидејќи едноставно луѓето не слушаат и не може да ги примат информациите. Асоциацијата на професионални толкувачи на македонскиот толковен јазик во живо ги пренесува седмиците од Државната изборна комисија, така беше и денеска. Глувите луѓе во Македонија ќе имаат можност преку видеоконференцијска врска, наместо телефонски, бидејќи не слушаат, не може да комуницираат своите забелешки поплаки за време на изборниот процес, да ги пријавуваат и
Сега се интересни информации за прв пат се случуваат и мислам дека заслужува внимание. Да, би се согласила, мислам дека сите тројца, дека ова барем и за изнемоштените старите лица во домовите, но секако и ова што го спомена, ваквата можност и прилика која што им се дава и на глувите и наглуви лица, дефинитивно еден добар чекор за да се вклучиме сите заедно во изборниот и демократски процес, да нема маргинализација. Апсолутно, овие се први чекори, се разбира дека тоа треба уште многу да се развие, меѓутоа самиот факт што почнуваме да размислуваме за различните од нас е веќе чекор напред. Сето тоа бара и техничка подготовка, бара и стручен кадар, меѓутоа тоа лека по лека ќе биде. Она што јас бев зачудена, еве после толку години работа и со овие луѓе всушност работам, еве и јас не го знаев тој податок, заслужува внимание, велам ќе бидеме утре гостини, ќе видиме како ќе биде. Така. Искра, ти благодариме за секако за разговоров и за овие навистина интересни и најнови информации. Имавме и ексклузивно богами прилика да ги слушнеме од тебе и секако те очекуваме со сторијата за посетата утре на домот. На дом за стари лица. Така, на дом за стари лица. Верувам дека ќе добиеме преку твојот извештај и прилог уште една поинаква слика со сите оние ставови нивни да се слушнеме. Ставот е Чаловски, одиме на Сакаш Мисовски, сакаш кратко джингл. Не, тука за секако после тоа да следува колегата Славчо Пулковски, да го имаме во студиото. Ќе предахнеме кратко со извадок она што претходно го најавив од петочното отворено студио 1 и дел од ставовите на подпредседателот на законодавниот дом, Горан Мисовски, поврзани со последните случувања како и за крвавиот четврток, така и за моменталното функционирање и новите закони. Вие сте 12 години пратеник во собранието, сега сте подпредседател. Да почнеме со оно што е најновата вест денеска, а веста не е баш добра, а тоа е дека власт и опозицијата, работната група, која требаше да ги усогласи ставовите околу реформскиот закон за јавно обвинителство, во тие рамки и судбината на специјалното јавно обвинителство, нема напредок. Од 1 април почнува кампањата. Ке може ли нареднава недела да се поместат работите за овој закон прво е? Добар ви е насловот за проблемите во собранието, затоа што на крајот од денот се тоа што го договарат политичките партии мора да заврши со гласањето во собранието. Наистина, веста ме изненади. Жал што ВМРО ДПМН обстојува на ставот. Еве ќе бидам многу прецизен за граѓаните да може да разберат. ВМРО ДПМН после изјавата на министерката Бесковска практично за мене јасно дека сака специјално јавно обвинителство повеќе да не постои. Значи тоа е специјалното јавно обвинителство беше трошка надеж во враќање на правната држава. Веројатно материјалите кои што ги имаа добиено од господинот Заев, од оние така наречени бомби, не беа доволни во тој период од претходното законско решение да завршат целосната процедура и постапка и затоа ние инсистираме со новото законско решение специјалното јавно обвинителство да продолжи да обстојува на начин на кој што тоа го правеше до сега. Како тоа Мицковски го разбира, сакам попластично да разберат граѓаните, тој не може да излезе од матрицата на Никола Груевски и веројатно смета, а тој го прави на многу подобар начин, специјалното јавно обвинителство да го предлага опозицијата, а специјалното јавно обвинителство да биде под негова контрола во одделение, во кој што веројатно тој би седел во канцеларијата во Белата палата до него и да се продолжи приказката што тоа како тоа Груевски го практикуваше, ја практикуваше моќта и власта и притисоците Ама ние имавме два јавни обвинители во претходните 12 години кои беа по предлог на таа партија. Не случајно. Па видовме што направија, така што мораше да се формира специјалното Не случајно велам дека јас сум разочаран од постапката на ВМРО ДПМН, бидејќи денес имав случајна средба со министерката, пред да биде средбата, и таја ме информираше дека на претходниот состанок се договориле представниците на преговарачкиот тим од ВМРО ДПМН да стават амандмани. Како би можел
тимот и од едната и другата страна, преку амандмани, кои што би се преточиле како амандмани во амандманска расправа во собранието, да подобриме текст. Тие излегли со некоја платформа, која што апсолутно за нас е неприфатлива и не знам, ќе видиме. Јас мислам дека тоа е една моја лична порака до преговарачите. Мислам дека на оваа тема, покрај сите попусти што ги направивме кон ВМРО-ДПМН, на оваа тема мора да бидеме многу предпазливи. Мора да дадеме шанса на диалогот, мора да дадеме шанса, барем на следната средба. Ама веројатно треба нешто да прифатите и Барам да позицијата како ќе ви одговорам. Да дадеме шанс, да пробаме барем уште еднаш. Да извршиме притисок кај ВМРО-ДПМН, да ги достават амандманите како би можеле заедно да дојдеме до евентуално подобрување на текст. Ако не, јас мислам дека тука треба да завршиме процедурата, да престанеме со преговорите со ВМРО-ДПМН и целата таа процедура да преселиме во собранието, па да видиме можеби ќе обезбедиме двотретинско мнозинство. Јас сум убеден дека и во оваа пратеничка група на ВМРО-ДПМН постојат проевропски сили. Како поединци говорам, како пратеници на ВМРО-ДПМН. Сега да бидам иронична, ќе се повредувате пак со некои кои што Не гледам, не, во ред ви иронијата ви ја разбирам и знам на што алудирате, но законот за амнестија еден добар дел од пратениците го поддржаа ВМРО-ДПМН. Така да нешто има мака да речем. па не, законот за амнестија Не е близки. па помена со 90-20 пратеници. Така да затоа не случајно Јадранка говорам дека на оваа тема големи компромиси не смеат да се прават. Но Специјалното јавно обвинителство мора да продолжи со работа, мора да ги процесира предметите во судовите и мора да заврши целата процедура. И на крај, ама ако ми законот го дозволите, чекаат и од Брисел. И тоа е некаков услов за нели да добиеме да знаете, имаше најави, тоа се информации кои што доаѓа од страна на ВМРО-ДПМН дека ВМРО-ДПМН сепак ќе успее на некој начин да се оддалечи од политиката на ВМРО, или ако не, да се оддалечи од политиката на Никола Груевски или да се огради и во делот на излезноста на референдумот. Мицковски ветуваше, но не го исполнува тоа, така да јас тука многу не верувам. Но што ќе добиеме ако не се усвои законот? Знаете Не го како е, добиеме мнозинството. Законот за јавно обвинителство. Специјалното јавно обвинителство. Една од првите процесирани предмети е предметот за злосторничко здружение на повеќе од пола врховодството од ВМРО-ДПМН во нивниот извршен комитет. И да не ве чуди што отпорот тука е најжесток. Инаку сакам да бидам чесен пред себе, пред вас и пред граѓаните, еден добар дел од реформските закони кои што беа важни во тој евроинтегративен процес, со ВМРО ги договори. Некои од нив беа со двотретинско мнозинство и ВМРО-ДПМН да гласаше за нив. Сега имаме друг проблем, што председател на државата таков како што го дал Господ или таков како што е не ги потпишува. Ќе дојдам до председателот Иванов и овие блокади што ги прави, но да довршиме околу специјалното јавно обвинителство. Сега во овој момент, Ако не помине овој закон, не добие мнозинство до 80 гласа, судбината на специјалното јавно обвинителство, да посочам дека во септември не истекува и мандатот на обвинителката Јанева. јас затоа апелирам и до пратениците на ВМРО-ДПМН, на нивната совест, нивната проевропска ориентација кај дел од нив секако уверувам дека постои, но и кај Мицковски да се обиде да најде компромис со преговарачкиот тим од страна на предводена на СДСМ, со министерката Десковска, и да го подобриме текстот. Нема друг пат, освен да ги доставите амандманите и да работиме амандман по амандман. Впрочем, ќе направиме една мала дигресија, на исти таков период имавме со ВМРО-ДПМН и со работните групи околу законот за спречување на корупција. И признавам дека дел од амандманите кои што ВМРО-ДПМН ги поднесе беа многу подобри отколку тоа што беше предлог на Министерство за правда. И успеавме покрај долги и тешки преговарања да дојдеме до заедничко решение и тој закон помина со подршка на ВМРО-ДПМН. Затоа велам, апелирам јавно да седнеме и тоа што си го обетиле дека ќе го направат, а тоа е дека работната група на ВМРО-ДПМН ќе ги испорача амандманите, за да можеме во текот на овие наредни неколку денови да дојдеме да се обидеме до компромис. Ако нема компромис, јас велам, ние пак како Сметате дека мнозинство не мора треба да се попушта Апсолутно, на црвена линија. апсолутно убеден сум и сметам дека треба да има црвена линија во делот на обстанокот на специјалното јавно обвинителство и да го продолжи начинот на работа на кој што тоа до сега го правеше.
гледате редовно на програмата на Еден ТВ, ги следите неговите прогнози за времето, меѓутоа во една послободна варијанта, Славчо во студиото има повеќе простор да раскаже што не очекува периодот, така? Најпрви добар ден и поздрав до гледачите. Како што веќе најавивме, од утрешниот ден очекуваме позначителна промена и тоа поради продолот на постуден воздух од север. Исто така ќе имаме и зголемена облачност се до петок, кога ќе има и локални послаби врнежи од дожд на ниските и снег на повисоките места и на планините. Цела недела ќе биде се до петок. Кога веќе од петок па за време на викендот очекуваме постепен пораст на температурите, но до петок ќе има локални послаби врнежи од дожд, како што кажав, на ниските и снег на повисоките места и на планините, каде ќе дојде и до формирање на сосема мала снежна покривка, но меѓутоа температурите нема драстично да опаднат, ќе бидат во опаѓање некаде за околу 10 степени, но сепак ќе се движат некаде од 7 до 15-16 степени, што значи не очекуваме некоја ептен голема промена. На освен овие значи денови што најави од петок, значи дека ќе имаме веќе убав викенд со сонце. Од петок, значи очекуваме стабилно и суво време со постепен пораст на дневните температури, додека наутро поради ведрото време очекуваме и температурите на некои места да се спуштат под нулата, односно истите ќе се спуштат од -4 до 5 степени. Ама ова на повисоките веројатно, Па некаде и низ градовите, особено Берово, Крива Паланка, оние што кои се наоѓаат на поголема надморска височина. Добро, Славчо, ти благодариме Благодарам и на вас. поопширно вака и во послободна варијанта, како што реков во студиото. Ни ги додолуваш овие прогнози, многу ми да чекаат тоа да го слушна тоа да знаеш. Да. Славчо секако во текот на денот, после вестите ќе проследите неговата временска прогноза. Јас и Јана овде се одјавуваме, се враќаме околу 15 и 20 часот, а сега следат вестите и колегата Александар Петрески.